Вечерва продолжуваме со нашите проучување. Исус наша надеж, тоа е таа серија што веќе имаме во изминатите петоци. Вечерва пред нас е темата под наслов Исусовото страдање. Ќе го посетиме Иерусалим и ќе се запознаеме со последните денови, односно часови на Христовиот живот. Не знам колку го познаваме Исус Христос кога ќе ја видиме неговата слика. Што мислиме како Исус размислувал во тие последни денови и часови пред да отиде на Голгота? Дали во Исусовиот лик гледаме само едно кротко лице кое зрачи со љубов или го забележуваме и неговиот загрижен поглед пон со болка? Исус знаел што го очекува. Тој знаел дека го очекува Гециманија, односно пред тоа судење, пред тоа фаќање од страна на војниците, исмејување, па дури и физички бил малтретиран, бил ударан. Дали ние го насочуваме нашиот поглед само кон тие белези, кон неговата загриженост кога го гледаме Исусовото лице? Или пак гледаме исто така преку Исуса и крстот го гледаме? Исус тоа го знаел, дека пред него се наоѓа крст, се наоѓа Голгота. Всушност, ние вечерва ќе го видиме Исуса во вистинското издание, ќе го видиме неговиот прекрасен карактер, ќе го наблюдуваме како тој се однесувал во тие последни часови, знаејќи што му престои. Пред да ја отвориме Библијата и вечерва, пред да читаме и да се вдлабочиме во тие библиски вистини, на почетокот еден краток пример за еден рибар по име Карл. Тој бил професионален рибар во Норвешка. Тргнал на риболов на отворено море. И во текот на ноќта над морето се надвиле темни облаци, кои му се приближувале на самиот рибар, односно неговиот чамец, почнал да се ниша под големите бранови на силната бура. Рибарот залудно се трудел да го пронајде брегот. Се изгубил, не знал каде е веќе брегот, бидејќи дувало силен ветар, темни облаци и веќе си помислил дека неговиот крај се ближи. Тој на хоризонтот барал некоја светилка, белким ќе најде, ќе примити некое светло или оној светилник, знаете, на бреговите постојат големи светилници по кои се регулираат, односно управуваат и бродовите. За жал не можел да забележи ништо што би можел да му послужи како ориентација. Брановите биле веќе се посилни и посилни. Тој очајнички го барал светилникот, но не можел ништо да види од големите облаци и големите бранови. Така да очајнички се борел за својот живот. Одеднаш така додека веслел, примител таму во далечината некоја голема светлост и сватил дека тоа е брегот, односно дека таму треба да вози, односно да го насочи својот чамец. Така да препознал дека таа светлина доаѓа од брегот, од правецот кој за него значил сигурност. Го насочил брегот, односно бродот кон чамецот кон брегот, кон таа светлост и со крајни сили, со труд и голема мака успел да влезе во самото пристаниште. А таму на брегот, знаете кој се наоѓал? Се наоѓала неговата сопруга. Го чекала на врвот од ридот. Кога го здогледала својот сопруг, својот маж, вреснала во плач и ни солзи му раскажувала: Карл, нема да веруваш што ни се случи. Ни изгоре куќата. Пред да најде оваа страшна бура, куќата ни исчезна во пламен. А Карл само се насмевнал, ја прегрнал својата сопруга и рекол: ајде дома, драга. Карл, зар не разбираш? Куќата туку што ни изгоре и ние немаме каде всушност да се вратиме. Рибарот само ја фатил за рака својата сопруга и ја објаснил: драга, ако куќата не ни изгореше, немаше никогаш да стигнам на брегот. Тој огромен пламен од брегот ми помогна да го најдам правецот и да стигнам на пристаништето. Се изгубивме, но ни остана животот. Дали ја разбравме пораката, браќи и сестри? Благодарение што куќата изгорела,
благодарен тој голем пламен што го видел рибарот Карл, се ориентирал да го најде брегот, иначе би загинал, односно би се утопил во брановите на големото, на силното море. Нешто слично може да кажеме, браќа и сестри, дека се случило пред 2000 години на Голгота. И таму се појавила светлост. И таму се појавила таа крвава светлост во ликот на нашиот пријател, нашиот спасител Исус Христос. И таму се било ставено на една карта, на личноста на Исуса Христа. Истиот тој Исус денеска не повикува сите нас. Исус денеска не повикува да дојдеме, да соработуваме со Него и да кажеме дека се би изгубело ако Исус не се појавил на Голгота. Нашиот живот би бил безвреден денеска. Меѓутоа денеска ние сме вредни, зашто за нас е пролеена скъпоценна крв, даден е живот, а тој животот на нашиот Спасител Исус Христос. Пред да отидеме на Голгота, почитувани, пред да го посетиме Ерусалим, ајде да се навратиме до селото Витанија. Ние во минатите предавања го спомнавме селото Витанија, кој е непосредно близу до Ерусалим. Ние знаеме дека Исус таму често навратувал. Меѓутоа таму се случила една случка што ја запишал Марко. Исус посетувал и богати семејства и посиромашни семејства. Исус се дружил со сите луѓе, оние кои го барале. И таму во домот на човекот по име Симеон дошла една жена по име Марија. Таму Марко подетално тоа ни го пишува и еве го текстот да го прочитаме заедно. И кога беше во Витанија, во куќата на Симон лепрозниот, додека беше прилегнат покрај трапезата, дојде една жена која имаше сад со албастер, со чисто скапоцено нардово миро. Таа го скрши садот од албастер и го изли мирото врз неговата глава. Тоа е описот на Марко. А Лука ни дава една малку подруга слика, да комплетира целата сцена. Лука додава и почна да му ги мие нозете со солзи. Значи, Марко кажува дека тоа масло, тој парфем, Марија го излила врз главата, но Лука малце оди во детали и вели и почна да му ги мие нозете со своите солзи, да ги брише со својата коса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. Очигледно, каква сцена, почитувани. Марко ја истакнува сцената, она што се случило 2 дена пред празникот Пасха. Значи, овој настан е пред празникот Пасха 2 дена. Зашто за време на Пасхата Исус ќе биде фатен и знаме што ќе се случи. Овде Исус е цар на царевите. Исус ги почитувал и празниците, бидејќи живеел во такво обкружување. Но тој сега Бог во човечко тело едноставно се дружи со секакви луѓе, со цел да ги привлече кон Бога. Исус не се појавува само на значајни или прометни места и центри, туку како што спомнав посетува села, присутен е на оние периферии од градот или од селото кај што се луѓето отфрлени. Исус е подготвен да влезе и во овој дом, во домот на губавиот Симеон, бидејќи тој не е само господар на здравјето, туку и на болните. Бог е господар и на здравјето, но и они кои се болни. И додека се наоѓа во куќата на овој човек што го спомнавме овде, Симеон, доаѓа Господја Марија, жената за чие сомнително минато детално опишуваат Евангелијата. Таа понекогаш била обседната со демони. Може би демоните натерале да прави такви работи што не биле достојни за една жена. Може би и губавиот Симон имал контакт со неа. Но Исус ја излечил Марија. Ја ослободил не само од физичките зависности што ги имала, туку и од овие духовни, односно демони. Исус и ги простил гревовите. Таа се вратила достоинствено во народот. Исус ја подигнал на едно повисоко ниво. И Исус бил тој кој застанал во одбрана неизина, кога една група на луѓе сакале да ја убијат, да ја каменуват, кога неизиниот живот бил загрозен, Исус разбудил надеж во неизиното срце, кога животот и се распаѓал.
Исус во тие критични мигови, се сеќавате што пишува во Евангелието според Јована 8 глава 11 стих, вели: "Ни јас не те осудувам, оди и од сега повеќе не греши." Но Марија немала никогаш прилика да му се заблагодари на Исуса. Исус бил постојано зафатен. Тој бил постојано со група на ученици, не можел да му се доближи. Сега Марија користи прилика да искаже својата голема љубов и респект и почит кон Исуса. Сега, 2 дена пред празниците, таа сметала дека дошло време се да стави на коцка. Парите кои ги таа заработувала, било на кој начин, сега ги жртвувала и купила едно скапоценно миро или мирис во сад од албастер. Во тоа време, тоа вредело 300 гроша, што е повеќе од 1 годишен приход на еден тогашен слуга или наемник. Значи, цела година човек треба да работи во дневница или во надница, за да заработи 300 гроша. Таа купува еден сад со масло, односно со парфем, и доаѓа и му го истора на главата за време на вечерата на Исуса. Го излева на Исусовата глава и со своите солзи ги пере неговите нозе. Таа ги бакнува и ги брише со косата, на тој начин покажува респект. Еве, ова слика тоа ни го доловува, ни го доближува, ја доближува таа сцена, како со својата коса му ги брише нозете на Исуса. А тогаш, во таа група на луѓе, кој се нашол? И Симеон, и Јуда, и уште некои ученици. Еден вели: зошто да се растора така мирото? Имено мирото можеше да се продаде за повеќе од 300 денари или гроша и да се употреби. Зашто? Да се подари на сиромасните. И сега, наместо да се Исус спушта во разговор, во расправија со таа толпа на неблагодарни луѓе, Исус ја пофалува Марија и вели: оставете ја, зашто и досадувате. Таа направи добро дело во мене. Истина, понекогаш мислиме дека Исус не гледа, дека Исус не слуша. Всушност, таа, се мисли на Марија, го искористила овој момент да го сето своје богатство преку овој парфем да го излие на главата на Исуса, односно неговите нозе. На тој начин таа го приготвила Исуса за погреб, што ќе се случи за неколку денови. Еве Елена Вајд што вели во книгата Копнежот на вековите. Христос во Марија видел можности да прави добро. Тој ги видел подобрите особини на низиниот карактер. Планот за откупувањето му подарил на човечкиот род големи можности, а овие можности се оствариле кај Марија. Со неговата милост станала соучесник во божествената природа. И навистина, браќи и сестри, овде Марија покажала една големина, едно отворено срце за Исуса Христа. И затоа текстот кој што го читавме, ќе го повториме, вели: таа направи што можеше, го помаза пред време моето тело за погребение. Бидејќи во часот на Христовата смрт, кога го симнале телото од крстот, жените биле изгубени, учениците сокриени, немало кој да го балзамира, да го приготви телото Христово за погреб. И затоа, гледате, ово пророштво е Марија што направила. Исус вели: таа направи нешто пред време. Моето тело го приготви за погреб. Наистина, овде од куќата на Симон Петар, кај што се наоѓал Исус Христос, постои пат кој води кон главниот град Ерусалим. Таму Исус им наредува на своите ученици да направат последна вечера. И текстот вели: и испрати 20 од своите ученици, им рече: отидете во градот и ќе ве сретне човек кој носи вода во врчва. Одете по него и каде ќе влезе, речете му на домакинот: учителот праша, каде е мојата соба, каде ќе ја јадам паската со моите ученици. Интересно, иако 70 години после Христа во Ерусалим се било разурнато, сепак со длабока почит може да се разгледува и се чувствува таа атмосфера како да се во времето пред 2000 години на Исуса Христа. Значи, ден денес постои тие обележја,
Тие, како поздоста, ќе видиме маслинови дрва, ќе видиме таму цркви изградени на местата каде што се случили тие многу важни моменти што денеска ние ги читаме во Светото писмо. Таму постои таа Силомска бања, знаете што се случило, па тука во Ерусалим и така натаму. Постои тие важни моменти, или горната соба. Се уште луѓето верува дека тоа била таа зграда каде што се подоцна ќе видиме и таа фотографија. И сега овде за време на последната вечера, последната средба со своите апостоли, Исус вели за време, односно тој Јован го запишал, за време на вечерата кога ѓаволот веќе стави мисла во срцето на Јуда Симонов Искариотски за да го предаде Исус, знаејќи дека таткото му предаде се во рацете, дека излезе од Бога и дека оди при Бога, стана од вечерата, ја соблече горната облека, зеде крпа и се препаша, потоа налеа вода во садот за миење и почна да им ги мие нозете на учениците и да ги брише со крпата со која беше препашан. Очигледно, ние знаеме пред тоа што се случувало кај учениците. Тие меѓу себе се расправале кој каква министерска позиција ќе заземе во Исусовото идно царство. И Јован ја опишува атмосферата сега во горната соба. Исус сега ќе воспостави еден нов чин, еден нов обред. И вели, ја соблече горната наметка. Кога се случила оваа сцена? Очигледно, непоследно пред Исус да биде фатен. Пред да биде во Гецеманија на молитва, подоцна ние ќе видиме Гецеманската градина, пред да биде сослушуван, очигледно Исус сакал да ги доближи духовите, односно ставовите, карактерните особини на своите 12 апостоли. Но Исус навистина секојаш бил отворен и со отворено срце сакал да им помогне. Исус вели дека еден помеѓу вас ќе ме издаде. И сите велеле да не сум јас, Господи. Јуда тоа го кажал. Но Исус почнал да им ги мие нозете, бидејќи никој не сакал тоа да го направи. И кога дошол до оваа сцена, односно до најстариот апостол, до апостол Петар, позната ни е неговата изјава: од секојаш Петар бил брзоплет, од секојаш Петар бил брз, но вечерва, мислам, она вечер кога Исус бил во горната соба, Петар ќе добие една шлаканица, не физичка, туку тој ќе добие една лекција. Неговото возгордеено срце ќе биде понизено. Во смисол, кога Исус ќе му каже дека доволно е нозете да се измијат, тој ќе посака и целото тело и главата. Повторно ќе прави грешки. Меѓутоа, Исус го сакал Петар до крај. Петар бил искрен човек и тој го сакал Исуса. Меѓутоа, знаел да прави излети, пред да размисли длабоко, ги кажувал своите зборови. Но овде Петар ќе добие една убава лекција. Не само тој, туку и неговите колеги, неговите ученици. Еве сега Гециманија. Овие се стари маслинки. После 70 година, кога дошле римјаните, се уништиле околу Ерусалим. Ги исекле сите гранки на маслиновите дрвја, но не можеле големите стебла да ги уништат. И тие потерале нови фиданки. И ден денес стојат скоро старите дрвја, корења од времето на Исус Христос. Еве тоа се изданоци фиданки кои излегле од тие дрвја во Гецеманската градина. Заедно тргнале од горната соба, кога го завршиле обретот, се упатиле во Гецеманската градина. Значењето на изразот Гецеманска градина или куќа значи преса за пресување на маслинки, односно на масло. Тоа е буквално значењето. Овој парк или градина е место кое човек не може лесно да го заборави. Нема црква која би можела да се надпреварува со свечената атмосфера на ова место во Гецеманија. Таков мир, таква тишина. Исус често пати таму навраќа. Тој одел таму да едноставно се моли на својот Отец. Еве тој Гецемански кварт или предел или дел близу Ерусалим. Значи тука се тие стари дрвја, маслинови дрвја. Тука Исус доаѓал и во мир и тишина тој едноставно ужива.
Некогашниот освојувач Тит, како што спомнав, наредил да се отсечат сите дрвја около, но старите дебели стебла маслинови не можеле да ги така срушат. И од тие дрвја потерале нови гранки. Денешните стебла растат, значи, од корењата кои биле сведоци на Исусовите маки во ова градина. Маслиновата градина, браќи и сестри, било омилено место каде што можел мирно да се моли и да разговара со својот татко, бидејќи во начелата на неговото царство спаѓа и то постојно одржување на врска со небото, со Отецот. Ние знаеме во една прилика Исус дошол со своите ученици, Петар, Јаков и кој беше третиот? И Јован, се сеќавате. 10 метри останале, потаму Исус дошол кај големиот камен, клекнал да се моли, а на овим рекол: стражете со мене, но тие на жалост брзо заспале. А Исус им вели: мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. Но на жалост учениците знаеме дека заспале. Ево е таа градина. Погледнете, прекрасен мир, прекрасно место, кај што човек може духовно да се воздигне, да се психички одморе. Тука Исус доаѓал често пати. Во ова градина ја поминал и последната ноќ од својот живот Исус Христос на оваа земја. Тој пред својата смрт тука е поминал последната ноќ. Меѓутоа, знаеме дека потоа, додека бил во градината, Исус, гледаме овде како да заспива, како да е уморен, доаѓа ангел да го храбри, да му кажува дека целото небо е со него. Знаеме дека тука ќе се случи најголемото предавство. Тука ќе дојде и Јуда. Еве ова сцена. Гледате, Исус е овде, а ова е толпата предводена од Јуда. Не биле само римски војници, туку тоа били телохранители на свештенството во градот. Тие дошле и го фатиле Исуса. Римските војници само биле посматрачи. Тој бил предаден од најблиските, не од Јуда само, туку и од останатото свештенство кое служило во храмот во Ерусалим, браќи и сестри. Тука доаѓа Јуда. Тој се веќе договорил со своите како да го издаде за да не промаше, да не фатат некој погрешен човек. И знаете што се случило со Бакнеш. Одеднаш во градината пристигнуваат војници да го фатат Исуса. Тука е гордиот Јуда. Исус го прашал: кого барате? Исус ги прашал: кого бараат? А одговорот бил: Исус Назареецот. Значи не го препознале надворешно кој е Исус. А Јуда се договорил: јас ќе го изадам со Бакнеш. А што вели Исус? Јас сум. Немој да се мачете. Ако ме барате мене, оставете ги останатите 12 апостоли. Тие два збора како да одзвонуваат во извештајот кога Бог го повикал Мојси. Сеќавате во една друга прилика во Стариот Завет и таму кај грмушката како Бог се открил на Мојсија. Јас сум оној кој сум. 2 Мојсеева 3 глава 14 стих. Слични зборови Исус овде користи. Јас сум оној кој сум. Мене ле ме барате? Еве, тука сум, фатете ме. И кога ја читаме книгата Копнежот на вековите од Елена Вајт, таму дословно пишува вака: лицето на Спасителот го осветлила божествена светлина и над него се покажала прилика во вид на гулаб. Значи светлост. Погледнете ова слика, тоа ни го доближува. Овде светлост над Исуса. Тоа уште еднаш било знак за целото множество кои се нашле таму таа ноќ да свата дека тие пред себе имаат Бог во човечко тело. Како во Јордан кога Исус се крштаваше, Исус Бог се јави на Исуса се јави во ликот на гулабот. Знаете, тогаш кога се слушна тој глас. Сега повторно се појава светлост. Елена Вајт вели: над него се покажала прилика во вид на гулаб. Во присуство на ова божествена слава, злосторнички настроената светина не можела да стои ниту миг. Се повлекле. Свештениците, гледате кои биле? Не само војниците, свештениците биле во таа толпа. Понатаму старешините, војниците, па дури и Јуда,
паднале како мртви на земјата. Какви им биле шанси да го фатат Исуса таа ноќ? Какви? Нула. Никакви. Исус никогаш не носел оружје. Ниту нож не носел со себе. Еден од учениците носел нож. Ке го спомнеме, Петар, сеќавате. И на оној слугата малку му го отсекал увото. Петар може би сакал малце да го боцне, да го заплаши. Но очигледно Петар не знал да ракува со оружје, со нож. Па му се испуштил ножот и тука му дошол. Ниту рамото го повредил, ниту лицето, туку само увото на слугата Малхо. Што бара Малхо таму во таа група? Па тој не е војник. Значи, уште еднаш ќе се повторам, во групата имало и цивили, не само војници римски. И знаеме, Исус го зема увото и му го излекувал, го залепил фактички на ова дете, на ова момче. Но да го оставиме сега. Овде Исус дозволил, браќа и сестри, Јуда да го предаде со бакнеш. Со тоа им било дадено знак на оние кои го гонели Исуса да го фатат, за да не би фатиле погрешен човек, како што спомнав, тие се договориле со бакнеш да им даде знак. И одиме понатаму да го читаме текстот. Лука 22 глава. И рече Господ: Симоне, Симоне, ете сатаната побара да ве просее како пшеница, но јас се молев за тебе, за да не се намали твојата вера. А ти кога еднаш ќе се обратиш, зацврсти ги своите браќа. Очигледно, во една малце друга прилика, пред ова Гециманија, само пред неколку денови, Исус го приготвува Петар за нешто што и самиот не е свесен што ќе доживее. Дека Петар ќе дојде на лизгав терен и ќе падне, ќе се откаже од тој за кого и животот е подготвен да го даде. Но Петар е повторно брз, повторно ќе каже: чекај бе, Исусе, па ја не сум Јуда, па знаеш кој сум јас, Исусе? Па јас сум спремен во оган да влезем за тебе. Петар во овој момент се сметал за посилен отколку што бил во реалноста. А Исус отворено му ја предскажал, браќа и сестри, и днината негова, за да го подготви за оно што ќе се случи. Не само што му рекол: ти велам, Петре, денес ќе пропее петел и ќе се откажиш, а пред тоа ова го кажа како што го читавме со ова слика. Еве го, а тој рече: ти велам, Петре, денес не ќе пропее пепел додека 3 пати не се одречеш дека ме познаш. Петар скокнал и рекол: никогаш, Господе, немој, те молам, ме срамотиш да ме споредуваш со Јуда или со некој друг. Но Исус никогаш не греши. Еве, ова црква е изградена на местото каде што Петар се откажал. Значи, знаете на сцена кога тој се откажува тука во непосредна близина на Пилатовата судница. Тука Петар стоел, тука имало двориште и неколку жени, слуги и слугинки. Тука тие се грееле, се топлеле на оганот, а Петар оддалеку го посматра Исуса. Браќи и сестри, сакам нешто да кажам вечерва и да нагласам. Никој не може да го следи Исуса оддалеку. Петар сакал да биде христијанин оддалеку. Не е можно. Не може да му припаѓаме на Исуса, а тоа да не го забележат другите. Невозможно е. Пошто го препознале Петар? На дворешто не имал обележја, не носил некои капи, некои крстови или некои посебни алишта. Пошто го препознале? По неговиот карактер, по неговите зборови, Петар бил променет. Тој не псуел, не карал, не викал, едноставно бил мирен. Но кога почнал да зборува, жените рекле: и ти си еден од нив. Не само што го препознале физички, туку и неговиот речник бил променет. Не може некој само да седи на трибините, а за тоа време Исус да се бори во рингот за него. Ако е ученик, тогаш и нему местото му е во рингот, а не од трибините да гледам што ќе се случи. Браќи и сестри, нашето место не е меѓу гледачите. Ние треба да одеме во ринг. Исус не праќа во овој свет. Исус што им вели на учениците? Одете двајца по двајца. Одете и мисионирајте. Од завршните моменти на Исусовиот живот јасно се гледа дека Исус знаел се однапред за Петар. И затоа
Не треба да се изненадиме што Исус пред последната вечер им дал на учениците вакви упатства, или испрати двајца од градот. Одете, ќе сретнете човек и пратете го, и тој ќе ве однесе тамо до едно место. Речете му на домакинот, учителот праша, каде е мојата соба, каде ќе јадам Пасха? И знаете, тој текст го читавме и малце предходно. Исус видел настани што ќе се случат во иднина. Тој го видел и Петар дека ќе се откаже. Тој го видел и Јуда дека ќе го предаде. Тој го гледа и твојот и мојот живот. Исус се знае. Исус го видел и својот живот. Исус ја видел Голгота, го видел Пилат, го видел мноштвото луѓе кои ќе велат растни го. Но сепак Исус одлучил да не остане во сигурноста на горната соба. Горе им било убаво, пријатно. Заклучени, имат леп, имат вино, вечера. Не. Исус знаел дека треба да оди во народ. Го видел однапред Петровото откажување, верноста на апостол Јован и неверството на своите браќа. Исуса го тепале, браќа и сестри. Потоа, вели Библијата, му ставиле трновенец на главата и почнале да го ударат со трска. Колку тоа боли, колку тие глогови трња се зариле во неговото чело. Ниту седен збор не одговорил на ругањето и тепањето. Туку тој се моли и вели, татко, прости им, не знаат што прават. Вистина, текстот вели, потоа Пилат излезе пак и им рече, еве го изведувам пред вас, за да знаете дека не наоѓам никаква вина во него. А Исус излезе надвор, носејќи трнов венец и облека, и Пилат им рече, еве го човекот. Интересно, браќа и сестри, од каде Пилат, кој не бил теолог, кој не знаел што пишува во Стариот Завет, го препознал Исуса дека е тој, кога вели, еве го човекот. Тој е тој што треба да дојде. Од каде тоа Пилат го знае? Еве го човекот, кажува Пилат. Наистина, човек без теолошко предзнање можел во Исуса да препознае син човечки. Наистина, Пилат ги опрел раците, ги измил раците со намера да покаже дека не наоѓа вина во карактерот на овој човек. И тој мисли дека со тоа ќе влие на мноштвото луѓе и тие ќе кренат рака варава да биде осуден, а Исус да биде ослободен. Меѓутоа, сатаната длабоко влегол во срцата на мноштвото луѓе, во толпата луѓе, кои викале растни го и растни го. Во Копнежот пишува, во Копнежот на вековите пишува дека сите луѓе не биле за да се Исуса растне. Меѓутоа биле поведени од поединци кои викале. Сами демони биле претворени во луѓе и се измешале во толпата луѓе и тие викале растни го, растни го. И на крајот и тие кои биле неутрални почнале да викаат и да креват раце Исус да биде раснат. И на крајот била донесена одлука како што и читаме во Светото писмо. Го осудиле на смрт. Нешто подоцна, вели Библијата, на Исуса му ставиле и дрвен крст. Крст кој требало да го носи кон местото Голгота. Наистина, Пилат, како што спомнавме, сакал да го ослободи, но под влијание на свештенството, на свештенските поглавари, Пилат донел таква пресуда. А потоа народните водачи со мајсторско манипулирање го потикнале мноштвото да гласат да се Исус растне. И наистина, кога го читаме текстот и кога Евангелијата ни зборуваат за таа улица, така наречена Вија Долороса, место каде што Исус поминал носејќи го тој крст, упатувајќи се во непосредна близина кон брдото Голгота или Костурница. Вистина, тоа е место кај што и ден денес може да се посети таа тесна улица и да се почувствува таа агонија, да се почувствува тоа време и таа мака што Исус ја понел со себе, носејќи го крстот. Еве, две слики, две сцени, кои меѓу себе се подвоени со илјадници години, би рекле. Аврам го води својот син
na brdото Морие. Исак ќе му каже на Аврама: тато, се имаме, дрвја, оган, но каде е жртвата? А што вели Аврам? Ти си сине тоа јагне. Подоцна, стотици години, на истото место, Голгота, само 100-200 метри понатам од Морие, зашто тука било и Морие. Значи, овде Исус ќе понесе крст. Таму еден друг татко небесен, исто така ќе се прашува, еден друг татко ќе биде загрежен, на еден друг татко ќе му биде тешко гледајќи го својот син, кој треба да го положи своето тело. Навистина, овде Аврам, како што кажал на својот син: сине, ти си таа жртва. Бог сега до крајни граници ќе истрпи гледајќи го својот син, кој ќе го положи своето тело како јагне на тој Голготски крст. И тогаш ќе се исполни она писмо, она пророштво што го кажал и Јован Крстителот. Сеќавате во прва глава од Јована 29. Еве го Божето јагне кој ги зема гревовите на светот. Наистина, нема замена за него. За Исуса нема замена. За Исака се нашло јагне, а за Исуса нема замена. За Исака Бог рекол на Аврама: доста е, Авраме. Ангелот му е фатил раката, но немало овде рака која ќе го фати римскиот војник кој требал да со својот чекан го зарие шајката во рацете на Исуса и на неговите нозе. Овде Исус морал да испие чашата до крај. Наистина, сцена која Лука ја опишува. Но Исус се заврте кон нив и им рече: Ерусалимски керки, не плачете за мене, туку плачете за себе си и за своите деца. Зашто ако се прави вака со зеленото дрво, што ќе биде со сувото? Овде Исус, гледате, мисли и на сите оние кои ќе го прифатат и кои ќе го одбијат. Исус денеска мислел и за нас. Дали ќе ја прифатиме ние Христовата жртва или ќе ја одбиеме? Денеска некои ја одбиваат, некои ја прифаќаат. Изборот е наш. Но Исус вели: не плачете за мене, плачете си за вас. И овде, по теретот на тој крст, Исус 2 ноќи не спиел, истоштен, физички, во една прилика паднал, вели текстот. И натера еден минувач, Симон Киринеец, кој се враќаше од полето, татко Александров и Руфов, да го носи неговиот крст. И навистина, овој непознат човек, може би не знал што се случува во Ерусалим, враќајќи се од поле, поминува низ таа улица кај што Исус се движел и го носил тој тежок крст, паѓа, а еден од војниците му вели: ајде, Симон, ајде, човеко, помогни му. Тоа ќе биде пресвртница за овој човек. Тоа ќе го каже Павле подоцна, читаме во Римјаните 16:13, кај што вели: поздравите го Руф, избраниот во Господа, и неговата мајка и моја. Значи, овој Руф е син на Симеон. Ќе се обрати целото семејство. Интересно, мајка му на Руф, односно супругата на Симеон, подоцна која ќе се крсти, ќе му помага финансиски, ќе му помага на Павле во неговите мисионерски патувања. Интересно како Бог ги води работите. Овде Павле ќе добие финансиска помош. Целото семејство на Симеон ќе биде крстено и тој ќе биде горд што го понел крстот и му помогнал на Исуса Христа. И поворката стигнува до брдото Голгота, наречено Черепница, зашто таму имало многу луѓе кои биле претходно распнувани. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го растна него и злочинците, едниот одесно, а другиот одлево. Гледате оваа карпа. Дали личи на некој лобање човечка? Интересно, ова е слика од таму, денеска. Постојат такви камења, постојат такви сцени. Човечки череп. Тоа може да биде Голгота. Во близина на тоа место еден карпест парк во кој се наоѓа гробот што подоцна го погребале Исуса Христа. Во непосредна близина таму на тоа место. Со својата смрт на крстот
Исус изградил, браќа и сестри, може да кажеме, мост помеѓу небото и земјата. Исус со својата смрт на Голготскиот крст не помирил со Отецот, со небото. Навистина, текстот вели кој ни го отвори новиот живот, новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, да пристапуваме со искрено срце во полна увереност на верата. Денеска не ни се потребни посредници, браќа и сестри. Не ни е потребна ни Марија Исусовата мајка која е почината, ни Петар, Јаков и Јован, 12 апостоли кои се мртви. Денеска ние можеме директно да комуницираме со небото. Павле вели, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, да пристапиме со искрено срце во полна увереност на верата. Денеска по пат на молитва можеме да комуницираме директно со нашиот Бог, со нашиот Спасител. Ова слика што ја гледаме сега е човек кој за време на Втората светска војна учествувал во ескадрилата на Северна Африка. Се вика полковник Монтгомери. Значи, тој управувал авион. Додека авионите летале во пустината, наишле на една непријателска противавионска одбрана и неговиот авион бил погоден. Успел да се спушти, односно да со падобран да излезе од авионот и успешно се спуштил среде пустината Сахара. Се свртел околу себе и со насмевка си помислил: до сега секогаш ми беше кажувано што да правам. Додека бев дете, родителите ми кажуваа: сине, внимавај. Подосна дедо ми, баба ми, сите ми зборуваа што да правам. Понатаму овој човек вели, кога отидов на школување, то продолжи да го прават наставниците. Кога стапи во војната школа, официрите ми наредуваа што да правам. А сега, гледајќи овој пилот дека се нашол во среде пустината, длабоко воздигнал. Се било песок, немало никого. Тој размислил што да прави сега, кај да побара спас. И конечно, вели, сега сум слободен и можам сам да одлучувам што ќе направам. Но кога размислил подобро, дури тогаш сватил дека не знае што да превземе. Бил роб на својата слобода. Бил слободен, но бил заробен фактички. За среќа, сојузничките сили забележали дека еден авион од нивната ескадрила бил погоден и паднал во пустината. Пратил еден коњаник за да го избави. Кога коњаникот стигнал, раскажува подосно овој господин, вели, кога му мавнав, тој дојде, ме виде, се качив на седлото зад него. Цврсто го прегрнав и дури тогаш сватив дека патот во животот всушност не бил патот по кој коњот галопирал, туку човекот на седлото пред него. Тој бил живиот пат што го извел од пустината. Благодарение на овој човек кој се жртвувал себе си да дојде и да го земе, да го спаси. Браќи и сестри, слично на овој човек, Исус станал жив пат за нас. Тој по цена на својот живот доаѓа на оваа земја. 30 години ќе живее и на крајот ќе заврши на Голгота. И со неговото воздигнување, односно со кога бил подигнат на крстот, Јован запишал и текстот вели: а јас кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Навистина, браќи и сестри, најголемиот магнет во историјата на човештвото и во нашиот личен живот е подигнатиот крст на Исуса Христа. Тој крст, како што жената несвесно, кога куќата се запалила од почетокот на оваа тема, кога рибарот го видел тој голем пламен, и тој пламен всушност представувало спасение за тој човек да го пронајде брегот. Исто така, ако ние погледнеме со вера во крстот, кај што висел нашиот Спасител Исус Христос, тоа ќе биде средство преку кое ние ќе може да се спасиме. Односно, тој кој висел на крстот е средство за наше спасение. Тој е нашиот Спасител Исус Христос. И сега Лука ни го доближува моментот или сцената
Последните минути на Исусовиот живот на Голготскиот крст. Текстот вели, а беше веќе околу 6 час, кога настана темнина по целата земја. До 9 час, при што сонцето ја изгуби својата светлина, а завесата во храмот се расцепи на средина. Тогаш Исус извика со силен глас, Татко, го предавам својот дух во Твои раце. И кога го рече тоа, издивна. Интересно, времето во Стариот Израел се сметало од 6 наутро. Значи, кога започнувал работниот ден, па така се надвила надприродна темнина напладне. Интересно, напладне, ненормална темнина, вели сцената, односно стихот овде. Очигледно, овде и самото небо реагирало. Сатаната ликовал, се радовал што неговиот најголем непријател е сега мртов, односно распнате на Голготскиот крст. И навистина, додека Исус ги бројал последните секунди од својот живот, долу толпа луѓе, група божемни верници го подбиваат со понижување Спасителот, додека римскиот капетан, еве го капетанот, сега ќе го видиме, тука во подножјето на крстот, и тој слуша, гледа, ја прати целата сцена, целата ситуација. Група божемни верници, кои пред некој час биле во храмот, пренесувале жртви, се молеле на Јехова, на Бога, сега доаѓаат и го исмејуваат истиот тој Бог, и му велат, симни се, ако си Бог, направи чудо. А тука, непоследно, еден незнабожец, еден човек кој бил поставен капетан да управува со римската војска и да воспоставува ред и мир за време на ова раснување, застанува покрај него и изразува свое сведоштво. И еве го текстот. А кога стотникот виде што се случи, почна да го слави Бога, велејќи навистина, овој човек беше праведен. И сиот народ, што се беше собрал да го гледа ова, кога виде што стана, се враќаше дома, удирајќи се по градите. Интересно, овде и при крајот на Исусовиот живот ќе се случи промена во срцето на овој човек. Исус ќе сведочи кога е мртов, почитувани. Исус ги сака сите, и оние кои се близу или далеко. Овој човек бил далеко, како незнабожец бил третиран. Неговото срце било меко, приемчливо, отворено за примање на Исуса Христа. Наистина, гледате, тој клекнува овде и со каков респект, ги кажува овие зборови. Понатаму би сакал да спомнам еден пример. Замислите, го уклучувате радиото наутро и слушате вести во кое се вели дека едно мало индиско село, тамо некаде во Индија, во тоа село се појавил вирус кој за неколку минути предизвикало смрт на десетици и десетици луѓе. Ние може би сме имуни на такви информации кога слушаме на вести на телевизија и така натаму, но може би ја занемаруваме таа информација, но утре повторно пуштате радио или телевизија, повторно слушате слични вести. И во веста се вели дека некоја жена плачејќи раскажува во болницата каде што лежи, некој во соседниот кревет е инфициран од тој вирус. Епидемијата се шири по цела Европа. Умират илјадици луѓе од спомнатиот вирус. Надлежните ги затварат границите на своите држави, да не се мешат луѓето, за да задржат болест или вирусот во граници, меѓутоа невозможно е. И така конечно сите телевизии светски зборува дека со голема брзина тој вирус се шири. Стотици луѓе ќе умраат за неколку денови и часови ако не се пронајде лек. Ако не се пронајде чиста крв, крв на која се уште не бил во допир со вирусот. Човек кој не бил во допир со вирус. И замислите, пратете сега ова сцена. Се упатува јавен повик до граѓаните да дадат примерок на крв. Значи да дојдат луѓето во најблиската болница, да им се земе примерок на крв, за да се провери дали тој има чиста крв и од таа крв да може да се лечат други луѓе. И во една од болниците доаѓа едно семејство, човек со својот син,
кој нема повеќе од 6-7 години. И сестрата му зема крв и наодите вела дека детето има чиста крв. Го прашува таткото дали би потпишал документ со кој ќе дозволи синот, бидејќи е малолетен, да му се земе крв, чиста крв, за да спаси илјадници луѓе. Човекот вели ќе размислам ова ноќ и ќе ви кажам утрово. Доаѓа утрото, таткото вели, се сложивме јас и синот да му земете крв. Бидејќи неговата крв е чиста, рекол докторот, и ќе може да спаси стотици илјадници луѓе. Утрово доаѓа, односно таткото вели, дали тоа ќе биде обична, колку треба, милиграми или како, 1 епровета, 2 епровети, но докторот вели не, сета крв треба да му се земе на синот за да спаси илјадници луѓе. Таткото нема многу време за размислување. Дали ја прифаќате изјавата, рекол докторот. Додека излегувале од болничката соба, таткото ги насолзил очите. А детето го оставиле во соба за да му се изврши трансфузија, односно да му се одземе сета крв. Детето вели, тато, зошто ме оставивте? Никој не му кажал ништо. Наутро од детето била земена целата крв, транспортирана по сите градови и села, и илјадници луѓе биле спасени, вирусот бил запрен. Детето починало. После неколку денови бил закажен погреб. Погреб кај што дошле доста луѓе. Наредната седмица погребот бил организиран од страна на државата, зашто тоа дете спасило, давајќи својата крв, стотици илјадници луѓе. Таткото, кога дошол на погребот, примите луѓе кои биле благодарни, но примите луѓе кои спијат, кои воопшто не обракале внимание на жртвата која била дадена од страна на неговото семејство во ликот на сина си, за да бидат спасени толку животи. Зар не се случува нешто слично, браќи и сестри, денеска? Зарем и денеска не се милиони луѓе, илјадници луѓе равнодушни на ова што Исус го направил за нас? И денеска многу луѓе одмануваат со рака, баш ми е гајле што Исус го положил својот живот, што е пролил својата крв. Едноставно, и денеска многу луѓе не обраќаат внимание дека за нас е платена голема жртва. Но да се вратиме на завршницата. Исус е на крстот. Треба да биде симнат од гробот. Јосиф од Ариматеја побарал од Пилат да го земе и погребе Исусовото тело. Зошто барал дозвола? По тогашните закони, телото на мртвиот му припаѓало на државата, на римската власт. И затоа морал Јосиф да добие потврда, односно дозвола од претпоставените да се симне Исусовото тело. И навистина требало да се побрза со погребот, затоа што настапувала сабота. Според тогашните закони, денешните, 7-миот ден во седмицата е сабота, ден за одмор. Тогаш престануваат сите активности. До зајди сонце во петок навечер работиме, а од петок навечер до сабота навечер, тоа е ден на Бога. 6 дена работи, вели Библијата, а 7-миот одморај. Затоа евреите го почитувале тоа правило и брзале да се симне Христовото тело за да се погреба на време. И понатаму, еве да продолжиме со текстот кој вели: затоа заповеде да биде чуван гробот до 3-тиот ден, за да не дојдат неговите ученици да го украдат и да му речат на народот: воскресна од мртвите и последната измама ќе биде полаш од првата. Пилат им рече: еви стража. Тие отидоа и го запечатија гробот, го запечатија каменот со стража. Значи, се плашиле да не го украдат телото Исусово од страна на учениците. Тие биле толку плашени, сокриени по подрумите, едноставно никој не зел за нив, а камоли да се сетат да го украдат телото. Меѓутоа, сепак, нешто тие знаеле дека ќе се случи. Исус зборувал дека ќе биде 3 дена во гробот, како што беше Јона во утробата на големата риба. И затоа овде поставиле стража. Меѓутоа, не постои стража за Бога. Браќи и сестри,
И покрај овие мерки превземени, и покрај овие стражари, кога дошол денот да Исус воскресне или часот, не постојат синџири, не постои војска која може да го спречи да воскресне Божето дете. Кога Исус ќе дојде, ќе воскреснат сите наши мили и драги. Не може сатаната да ги постојно држи во своите прашинливи постели. Ќе дојде ден кога Исус ќе ги повика, како што Гаврило го повикал Исус од гробот и воскреснал. Да, Бог, почитувани, не прави никогаш грешки. Оно што Бог го кажал, тоа и се остварува. Дали ние денеска сме подготвени да одиме и да зборуваме за Христа, да проповедаме за Христа распнатиот и за Христа воскреснатиот. Ова девојче, ова медицинска сестра по име Едит Бернс била христијанка. Од неа просто зрачело го проповедала Христа. Немало човек, а на кој таа не им зборувала. Кога им се представувала на луѓето, им велела: се викам Едит Бернс, дали верувате во пораката за Великден? Некои одговарале потврдно, некои ја се подсмевнувале, некои ја отфрлувале, но сепак таа била едноставно верна христијанка. Низиниот лекарот нејзин по име доктор Филипс, еден ден ја упатил писмо во кој ја замолил да дојде во неговата амбуланта. Едит стигнала многу порано пред закажаното време. Докато чекала во ходникот, ова девојка Едит искористила прилика да им сведочи на жените и ги прашувала дали верувате во Христа, дали верувате во воскресението, дали ја знаете пораката за Великден. И тук имала на жена, додека таа чекала, ја осведочила. И докторот рекол: Едит, време веќе да дојдеш во канцеларија, односно во ординација. Но приметил дека таа се моли со пријателката. Кога завршила молитвата, влегува во ординацијата, кај што бил докторот. Едит седнала, а докторот ја рекол: Едит, имам една лоша вест за тебе. Што току пристигна на одите од болницата, врз основа на кој заклучивме дека имате рак. Имате рак. Ви остануваат само уште неколку седмици на живот. Едит се насмевнала и прашала: докторе, па што е со вас? Зар мислите дека Бог некогаш прави грешка? Дека ова случајно се случило со мене? Бидејќи тој така одлучил, ве молам што порано да ми дозволите да дојдам на оделение во болница. Ве молам, разговарајте со шефот на оделението покрај мене, постојно да има луѓе. Таму кај што ќе бидам, во собата, да доаѓат постојно нови пациенти и нови пациенти. И навистина така е било. Веднаш докторот го повикал шефот на болницата и била однесена во болничката соба горе. Во низината болничка соба се минувале болни со кои можел да ја сподели пораката за Великден, односно за Христовото воскресение. Само главната сестра по име Филис Крос не сакала да слуша за тоа. Одмавнувала со рака и ја избегнувала Едит. Кога Едит почнал да зборува за Великден, а таа ја прекинала со зборовите: Едит, не ми зборувајте повеќе за Бога. Јас во тоа не верувам. А Едит, еве што кажала: добро, нема да ви зборувам, но јас ќе се молам за вас. Јас ќе се молам за вас. И времето одминувало. Докторите дале само неколку седмици за живот. Еден ден, после 2 седмици, пред Великден, 2 дена пред Великден, сестра Филис седнала на креветот кај Едит и рекла: Едит, кажете ми нешто сега за тој твој Исус и за Великден. Како се случило тоа? Ајде малце да ми објасниш. Едит ја искористила приликата и сведочила на таа сестра која била до преги или до пред неколку мигови одбојна за Бога. Филис рекла: јас сега ќе отидам на одмор 2 дена. Кога ќе дојдам, повторно ќе разговараме. И кога ги искористила тие своите 3 слободни дена, се вратила на работа после Великден. Купила букет цвеќе
за да й честита, односно да й се заблагодари на Едит. Со букет врака влегла во низината болничка соба и ја нашла како спие на креветот, неподвижна, а на градите имала отворена Библија. Едит била мртва. Сестрата Филис заклучила дека Едит живеела се додека Исус не ја нашол новата личност која ќе го проложи низиното дело. Зашто сега Едит е покојна и таа си зела пред Господа аманет си поставила дека ќе продолжи да зборува за Великден, дека ќе зборува за раснатиот и воскреснатиот Исус на луѓето. Решително ги избришала солзите и отишла во собата за медицински сестри. Таму дошле две нови сестри, чекале да се запознат со неа, а таа им се представила со зборовите: "Се викам Филис Крос. Дали верувате во пораката за Великден?" Таа го превзела, браќа и сестри, оганот да ја шири надежта кај луѓето кои не веруваат за Бога, односно кои не веруваат во Бога и во Великден, односно во воскреснатиот Исус Христос. Ајде ние вечерва малце да подзастанеме, драги браќа и сестри, драги присутни, да застанеме за момент и да се запрашаме: што не спречува да ја прифатиме пораката за Исус Христос, да ја прифатиме пораката од Голгота? Како одговараме ние денес на Божјата љубов? Како ги гледаме овие шајки, овие клинци, овој чекан, ова круна од трнов венец на Исуса Христа? Како чувство буди во нас самата мисла дека Бог го дал она што му било најмило за ние да живееме? Благодарение на Христовата крв, ние денеска сме спасени, браќа и сестри. Текстот вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Исус Христос бил подготвен да умре за нас на Голгота. Го жртвувал својот живот за ние да живееме и да имаме надеж. Затоа да му дадеме шанса на Исуса Христа, да изразиме својата благодарност кон него, да го отвориме своето срце и тој да влезе, да се пресели длабоко во нас и да живееме ние со него и да се подготвиме еден ден да се сретнеме со него. Тамо под крстот, почитување, има место и за тебе, и за мене, за сите нас. Тамо под крстот може да го најдеме патот до домот на нашиот небесен татко. Во подножјето на крстот има место се уште. Затоа да појдеме кај Исуса и да му кажеме дека сакаме да не очисти и да тој управува со нашиот живот. Нека му е вечна благодарност на нашиот Спасител Исус Христос. Амин.